Стрес на работа, колективен предизвик. Ова е годинишното мото на Светскиот ден за заштита на безбедност и здравје при работа. Грубата математика кажува дека секоја недела гине по еден работник на работното место. Лани 39 лица починале на работно место. Лидер убиец како сектор е земјоделието, но и секаде каде работодавачот не ги запазил ни основните мерки за процена на ризик на работното место, не вложил во лична опрема и заштита на работникот, со што во најмала рака би се намалил бројот на повреди со смртни или тешки повреди. За оваа година, значи за април, го спремаме тој материјал, се уште не е готов. Имаме од сознанија една смртна, една потешка повреда, другите се полесни повреди. На тромесечје некаде околу 50 се случуваат во овој регион Битолски. Јас мислам дека со ваквите сугерирања кои ги правиме и едуцирања на работодавачите се постепено ќе се намалуваат тие број на повреди. Лани имало и 105 потешки повреди на работното место и ова не се конечни бројки, туку статистика на Македонското здружение за заштита и здравје при работа. Секако дека градежништвото сега е баш во таква експанзија, имаме повеќе повреди во градежништвото, меѓутоа не можеме да занемариме и во другите производствени погони, каде што имаме неисправни машини, во градежните машини, во комунални предпријатија, да речем во Нискоградба, ни се случи, имавме повреда при работа, есента беше во тој период. Значи, ги имаме повредите секаде онаму каде што не се преземат оние мерки кои треба да се преземат. Иако постои мислење дека градежништвото е професија која е животозагрозувачка, сепак земјоделството е тоа каде најголем број од несреќите на работно место се случуваат. Во 2015 година бројот на несреќи на работни места се намалува во однос на претходната 2014. Сепак и понатаму Македонија е во групата во земји кои не посветуваат доволно внимание на превентивата, туку повеќе на последиците од несреќите. Секоја несреќа на работното место не значи само директна штета на тој на кој му се случува или на непосредното семејство. Таа значи директно влијание на буџетот на Република Македонија, каде компензациите кои всушност однесуваат на повредени загинати луѓе кои се професионално заболени од своите работни места можат да бидат и до 10 пати повеќе отколку вложувањето во превентивата.